Слово 26. За расудувањето. А. Расудување за помислите, страстите и добродетелите. Расудувањето кај почетниците представува точно познавање на самиот себе си. Кај оние што стасале до средината, расудувањето е духовно сетило со кое што непогрешно се разликува вистинското добро од природното добро и од она што на доброто му е спротивно. Кај совршените, расудувањето е знаење кое што во нив доаѓа по пат на божественото просветлување и кое што со својот светилник е способно да го осветли и она што во душите на другите луѓе е темно. Воопшто, се смета дека расудувањето е точно сфаќање на божествената волја во секој миг, на секое место и во секоја работа. Сфаќање што се наоѓа само кај луѓето со чисти срца, чисти тела и чисти усни. Кој побожно ги совладал овие три страсти, ги совладал воедно и останатите пет, а кој не се грижи за нив, нема да победи ни една друга страст. Расудувањето е неизвалка на совест и чисто чувство. Никој не смее во своето незнаење да падне во неверие кога во монашкиот живот ќе види или чуе нешто надприродно. Зашто таму каде што се јавува Бог, кој што е над природата, се случуваат и многу надприродни нешта. Сите демонски борби во нас настануваат врз основа на три главни причини. Или од нашата небрежност, или од нашата гордост, или од зависта на демоните. Беден е првиот, себеден е вториот, а третиот три пати блажен. Во сите случаи треба да се раководиме од својата совест по Бога, за дознавајќи од каде дува ветерот на соодветен начин да ги развиеме и едрата. Во сите наши подвизи по Бога, демоните ни копаат три јами. Прво, се борат да го спречат извршувањето на нашето добро дело. Второ, кога при првиот обид ќе претрпат пораз, се трудат барем она што се врши да не биде по Бога извршено. Па кога крадците и тука ќе промашат, тивкони се прикрадуваат и не фалат во нашата душа како луѓе кои во се живеат според Божјата волја. На првото, непријател му е грижата и размислувањето за смртта. На второто, послушноста и самоунижувањето, а на третото, непрестајното самоукорување. Тешкотии ни предстојат, дури не влезе во светилиштето наше. Спореди Псалм 72, стихови 15 и 16. Оганот Божји. Тогаш ќе го снема во нас насилството на вкоренетите навики. Зашто нашиот Бог е оган кој спалува. Спореди пета книга Мојсеева 4.24 и послание до евреите 12.29. Секаква распаленост и похота, секаква лоша навика и закоравеност, без оглед дали се работи за нешто внатрешно или надворешно, видливо или невидливо. Демоните пак действуваат спротивно на ова што го кажавме сега. Кога тие ќе ја победат душата и ќе ја помрачат светлината во нас бедните, нема веќе ни трезвеноумие, ни познание, ни обзир, туку остануваат само тапоста, нечувствителноста, нерасудливоста, заслепеноста. Се што кажавме многу добро го знаат оние што се отрезниле од блудот или оние што се умериле во својата преголема слобода. Или пак луѓето кои што од бесрамни станале срамежливи. Тие добро знаат колку, откако се стекнале со трезвеноумие и се избавиле од духовното слепило, подобро кажано од осакатеноста на умот, се срамеле самите пред себе, заради оно што претходно го говореле или правеле, живејќи во слепило. Крадците нема да се осмелат да крадат, ниту ќе се одважат на убиство, ниту ќе ја погубат нашата душа пред во неа да навлезе мракот. Кражбата е неосетно заробување на душата. Убиство на душата е усмртување на словесниот ум паднат во непристојни дела. Погубување на душата е отчајанието по извршеното беззаконие. Кога се работи за извршувањето на евангелските заповеди, никој не треба да се оправдува со својата неспособност.
Има души што извршиле и повеќе од она што бара заповедта. Во тоа нека те увери оној кој што го засакал ближниот повеќе од самиот себе си и за него душата ја дал, иако и не добил наредба од Господа. Нека се охрабрат страстниците кои што стекнале смирение, зашто и ако во секоја стапица паднале и во сите мрежи се заплеткале и секоја болест ја одболедувале, по своето исцеление овие луѓе станале звезди, лекари, светила, кормилари, поучувајќи ги луѓето за својствата и изгледот на секоја болест и спасувајќи ги со своето искуство оние што се наоѓаат пред пад. Ако има некои што се под тиранија на своите поранешни навики, а способни се да ги учат другите макар и со прост збор, нека ги учат. Може би еднаш ќе се засрамат барем од своите собствени зборови и ќе почнат да ги спроведуваат во дело. Само при тоа нека немаат и некоја положба на власт. И на нив ќе се изврши она што во една пригода веќе го бе видел и да се случува со некои луѓе што се валкаа во кал. Онака извалкани, тие наминувачите им објаснуваа како западнале во глиб, па ги предупредуваа да не тргнат и тие по истиот пат. Заради спасението на другите, Семоќниот и нив ги избавил од калта на гревовите. Ако пак тие што страдаат од страстите, намерно им се препуштаат на уживањата, тогаш нека покажат мудрост со молчење. Заради нив имено почна Исус и да врши и да учи. Спореди Дела апостолски 1.1. Бурно, навистина бурно море преминуваме, о мои смирени монаси, преполно со многу ветрови и карпи, вирови и гусари, вртлози и бездни, чудовишта и бранови. Под карпа во душата треба да се подразбере дивиот и нагол гнев. Вир е безнадежноста што го обзема умот и го влече во длабочината на отчајанието. Бездна е незнаењето во кое што злото се зема за добро. Чудовиште е ова здодевно и диво тело. Гусари, најопасните службеници на славолюбието, што го плјачкаат нашето богатство и трудот на добродетелите. Бран е надуениот и претоварен стомак, кој што со својата похотливост не предава на она страшило, а вртлок е гордоста, падната од небото, која што до небото не вознесува и до пеколот не симнува. Оние што изучуваат науки, знаат какво учење им одговара на почетниците, какво на средните, а какво на самите учители. Да повнимаваме со сето внимание, не сме ли уште во редот на почетниците, иако веќе долго време учиме. Сите сметаат дека е срамно да се види како старец оди во основно училиште. Најдобрата азбука за сите е следната: послушание, пост, кострет, пепел, солзи, исповедање, молчење, смирение, бдеење, храброст, студ, работа, маки, понижувања, потиштеност, непамтење зло, братолюбие, благост, проста и нељубопитна вера, немарење за светот, немразечка омраза кон родителите, безпристрасност, простодушност со незлобливост, доброволна скромност. Дострел и плод на напредните, отсуство на суета, негневливост, надеж, тихување, расудување, трајно сеќавање на судот Божие, милосрдие, гостолюбие, умерено поучување, бестрасна молитва, несребролюбие. Крајна граница, правило и закон за духовите и телата кои што уште во плод достигнуваат совршенство е незаробеното срце, совршената љубов, извор на смиреноумие, восхит на умот, вселување на Христа, неукрадливост на светлината и молитвата, изобилие на божественото просветлување, копнежот по смртта, омразата кон животот, бегањето од телото, застапник на светот, принудител на Бога, сослужител на ангелите, бездна на знаење, дом на тајни, чувар на неискажливи откровенија, спасител на луѓето, Бог на демоните, господар на страстите, владетел на телото,
управител на природата, туѓ на гревот, дом на бестрастие, подражавател на Господа со помош на самиот Господ. Кога телото боледува, потребна ни е голема трезвеност. Здогледувајќи не како лежиме на земја неспособни да одолеваме со телесен подвиг, демоните се обидуваат токму тогаш да не нападнат со особена жестокост. Оние што живеат во светот за време на болеста ги напаќа демонот на гневот, а понекогаш и демонот на хулата. Оние што живеат надвор од светот, доколку имаат доволно се, во тоа време ги мачат демоните на стомакоугодувањето и блудот. А ако живеат на места неудобни и подвижнички, на нив навалува демонот на унинието и неблагодарноста. Забележав дека волкот на блудот им ги зголемува маките на болните луѓе, произведувајќи и во самите болки похотни чувства и истекувања. Беше ужасно да се види како телото сред жестоки болки се надразнува и беснее. Тогаш се свртев на другата страна и видов луѓе што лежат болни и кои што во самата болничка постела ги теши божественото дејство и умиление. Со таа утеха и болките си ги стивнуваа и беа така расположени што веќе не посакуваа ни да се излечат од својата болест. Потоа се свртев и видов тешки страдалници, кои што со болеста, како со некоја епитимија, се избавија од душевните страсти. И го прославив оној кој што со калја чисти калта. Сиот духовен по својата суштина, умот поседува и особено духовно сетило. Таквата природа на човечкиот ум го наведува секој човек да трага по тоа сетило во себе, без оглед дали веќе го има или не. Зашто, кога тоа духовно сетило ќе се покаже во нас, престанува вообичаеното дејство на телесните сетила. И тоа е токму она што еден мудрец, познавајќи ја таа работа, рече: и ќе го најдеш божественото сетило. Во поглед на дејственоста и зборовите, мислите и доживувањата на душата, монашкиот живот треба да тече во чувството на срцето. Инаку тој не е монашки, а камоли ангелски. Едно е промислата Божја, а друго помошта, нешто друго заштитата, а друго пак милоста Божја и друго утехата. Помислата се однесува на сета природа. Помош им се дава на верните и само ним. Заштита им се пружа исто така на верните, но на оние кои се вистински верници. Милоста Божја им се укажува само на оние што му служат, а утехата на оние што го љубат. Она што е за еден лек, за друг е отров, а понекогаш една иста работа на еден ист човек, кога се дава во пригодно време, му служи како лек, а кога се дава во несоодветно време, дејствува како отров. Видов еден невешт лекар, како понизи еден слаб болен и со тоа не му направи ништо друго, освен што го фрли во очајание. А видов и еден надарен лекар, кој што со помош на понижување изврши операција кај едно надмено срце и го излече од него сиот гној. Видов еден ист болен, како во една пригода за исчистување од нечистотијата, го пие лекот на послушанието, се движи, оди, не спие, а во друга пригода, имајќи болно око на душата, живее неподвижен во безмолвие и молчење. Кој има уши да чуе, нека чуе. Известни луѓе, не знам зошто не се научив љубопитно да го истражувам со својата глава она што е Божји дар, се така да речам по природа склони кон воздржание, или кон безмолвие, или кон чистота, или кон скромност, или кон кроткост и умиление. А кај други луѓе, речиси самата природа им се противи на овие добродетели, да со сила се принудуваат себе си да ги вршат. Иако од време на време доживуваат пораз, јас, како луѓе кои што својата собствена природа ја пресилуваат на добро, сепак повеќе ги пофалувам отколку првите. Не фали се многу човеку со богатството што си го стекнал без мака, бидејќи ја предвиде твојата голема штета, твојата немоќ и пропаст, да родавецот сакаше со своите дарови, кои што ти не ги заслужи, некако да те спаси.
Поуките и навиките и целото воспитание што сме го добиле во детството, штом ќе порастеме, ни помагаат или пак не попречуваат во постигнувањето на добродетелите во монашкиот живот. Светлина за монасите се ангелите, а светлина за луѓето животот на монасите. Затоа монасите нека се подвизуваат за во се да пружаат добар пример, не давајќи ни најмалку повод за соблазна. Спореди второ послание до Коринтијаните 6:3. Како во она што го работат, така и во она што го зборуваат. Бидејќи, ако светлината стане темнина, колку ли тогаш ќе биде мрачна темнината која што веќе е мрак, тоест оние што живеат во светот. Спореди Матеј 5 стихови 14 до 16 и 6 стихови 22-23. Ако, значи, веќе ме слушате, тогаш вие кои што сакате да слушате, знаете. Подобро е за нас да не си го отежнуваме животот самите, да не ја растргнуваме својата кутра душа, борејќи се со илјадници, илјади и милиони непријатели. Зашто нема да стигнеме ни да ги препознаеме, ниту воопшто да ги забележиме сите нивни лукавства. Со помош на Пресвета Тројца да се вооружиме за борба против трите страсти со трите добродетели. Инаку ќе навлечеме на себе големи маќи. Навистина, ако и во нас биде оној кој што го претвора морето во копно, без сомнение и нашиот Израел, тоест умот кој го гледа Бога, ќе го премине морето на страстите и ќе ги види мисирците како се дават во водата на солзите. Ако не биде он со нас, кој ќе го издржи беснењето на брановите од страстите во ова тело? Ако Бог воскресне во нас преку нашите дела, ќе исчезнат неговите непријатели. Ако пак му се приближиме преку созерцание, ќе побегнат оние што го мразат од лицето негово, спореди Псалм 67:2, и од нас. Да се потрудиме да извршиме божествени дела повеќе со својата пот, одошто со голи зборови. Во часот на смртна должни сме да покажеме дела, а не зборови. Кога ќе слушнат дека на некое место се наоѓа закопано богатство, луѓето посегаат да го најдат. Она што при тоа барање ќе го најдат, се мачат да го сочуваат. Оние пак кои што без мака се збогатиле, лесно го растураат своето богатство. Тешко е да се победат своите лоши навики без поголем напор. Оние пак што на тие навики не престануваат да им додаваат нови, или паднеле во отчаяние над себе, или никаква полза немале од својот монашки живот. Впрочем, знам дека Бог може се, зашто не му е ништо невозможно. Спореди Јов 42:2. Некој ми поставија тешко прашање, што ги надминува умствените способности на сите луѓе со разум каков што е мојот, и кое што не го најдов во ниту една книга што дошло до мене. Која е всушност потеклото на 8 страсти? Или која од трите главни страсти ги раѓа останатите 5? А јас го признав своето незнаење во врска со тоа извонредно прашање, та од се преподобните оци добив ваков одговор. Мајка на блудот е стомакоугодието, на унинието славолюбието, а тагата, како и гневот, е рожба на сите три страсти. Мајка на гордоста е славолюбието. Бидејќи тие прочуени оци ми пружија објаснување, започна да ги молам да ме научат кои гревови произлегуваат од 8 главни страсти и кој грев е плод на која страст. На тоа бестрастните отци одговорија љубезно дека меѓу страстите нема ни ред ни смисла, се е тука неред и збрка. Потврдувајќи ја својата мисла со уверливи докази, блажените отци говореа наведувајќи многу и веродостојни примери, од кои што некои ги приложуваме во оваа поука, за со нивна помош да го појасниме останатото. Например, неумесната смеја понекогаш се раѓа од демонот на блудот, понекогаш од демонот на суетата, кога самиот себе си човек нечесно се фали, а понекогаш и од уживање во јадењето. Долгото спиење произлегува понекогаш од преситеност, понекогаш од пост.
кога испосниците се гордеат со својот пост, а понекогаш и од униние, или дури од самата природа. Многоговорливоста произлегува понекогаш од угодување на стомакот, а понекогаш од суета. Унинието произлегува понекогаш од презаситеност, а понекогаш од недостаток на страв Божи. Хулата е плод на гордоста, а често доаѓа и како последица на тоа што сме го осудувале ближниот за истиот грев или поради претераната завист на демоните. Закоравеноста на срцето доаѓа од ситоста, нечувствителноста, од пристрасност. Таа пристрасност пак доаѓа или од блудот, или од сребролюбие, од угодување на стомакот или од суета, или од многу други страсти. Злобата произлегува од вообразеност и гнев, лицемерието од самозадоволство и своеглавост. Природно, добродетелите што се спротивни на овие страсти се раѓаат од родители што им се спротивни на истите. И за да не должам многу, зашто не би ми останало доволно време кога би сакал подробно да ја испитам секоја поединечно, ќе кажам само дека сите горе споменати страсти ги отстранува смирението. Тие што е стекнале таа добродетел, ги победиле сите страсти. Родители на секое зло се сетилното уживање и лукавството. Човекот кој е обземен од овие страсти нема да го види Господа. Оддалечувањето од првото, без оддалечување од второто, не ни носи никаква полза. Стравот од власта и од зверовите понекогаш ни служи како пример за стравот Господов. И телесната љубов нека ти биде слика за жетта по Бога. Ништо не пречи ако известни добродетели ги споредуваме со она што им е спротивно. Страшно се израсипа нашето поколение. Сето е преполнето со гордост и лицемерие. Телесните подвизи, по углед на нашите древни отци, може би уште е и можно кај нас и да се сретнат. Но со нивните благодатни дарови нашето поколение не се удостојува, иако на човечката природа ми се чини никогаш не и биле толку потребни како сега. Праведно сме и казнети. Бог не се покажува во подвизите, туку во простодушноста и смирението, зашто силата Господова и во немоќта се покажува. Спореди второ послание до Коринтијаните 12:9. А несмирено умниот подвижник Господ го отфрла. Кога ќе видиме некој од нашите подвижници да страда од тешка болест, не треба со злоба да се прашуваме за причината на неговата болка. Подобро ќе биде да го примеме со простодушна и искрена љубов, како тој да е дел од нашето тело и како војник ранет во. Има болести што се добиваат заради исчистување на гревовите, а има и такви што треба да ја скршат нашата гордост. Кога ќе види дека некој е многу мрзлив за подвиг, нашиот седобар владика и Господ го смирува неговото тело со болест како со најпогодно средство, а понекогаш и душата ја исчистува од лошите помисли и страсти. Секое видливо или невидливо зло што ни се случува може да се прими онака како што треба, тоест мирно, или со возбудување, или малку вака, малку онака. Сум видел, например, тројца казнети монаси. Едниот негодуваше, другиот остана мирен, а третиот ја прими казната со голема радост. Сум ги гледал земјоделците како фрлаат семе, секој со своја посебна цел. Еден за да го отплати својот долг, а друг за да си ја наполни кесата. Трет за со подароци да му укаже чест на Господарот. Еден друг за со својата добра работа да стекне пофалба од оние што минуваат по патот на животот. Еден пак за да му напакости на непријателот кој што му завидува, а друг за луѓето да не го кудат како мрзлив. Еве го и името на семето. Пост, бдение, милостина, извршување на послушанија и слично. Монасите нека испитаат грижливо што всушност сакаат да постигнат со својот подвиг. Како што луѓето што доаѓаат на извор по вода, внимаваат црпејќи од водата да не зафатат и некоја жаба. Зашто и тогаш кога вршиме добри дела, ние често извршуваме и нешто од злото кое што потајно се сплеткало со нив, а да не сме ни свесни за тоа. Например,
Со гостолюбието се испреплетува исто околугодието, со љубовта блудот, со расудувањето подмолноста, со мудроста препреденоста, со кроткоста подмолноста, блитавоста, мрзливоста, озборувањето, своеглавоста, глупавоста за основан прекор, како што и во молчанието се плетка уважувана поза на учителство, во радоста гордост, во надежта небрежност, во љубовта освен блуд осудување, во тихувањето униние и леност, во чистотата огорченост, во смирено умието дрскост. А при сето тоа, како некој леплив катран, или подобро кажано отров, се лепи суетата. Да не бидеме тажни ако нашите молитви кон Господа за известно време не бидат услишувани. Господ сака сите луѓе за еден миг да станат бестрасни. Оние кои што за нешто го молат Бога и не го добиваат тоа, секако не биваат услишени заради една од овие причини. Или затоа што бараат предвреме, или затоа што бараат достојно и од суета, или затоа што би се погордеале и би станеле мрзливи кога би го добиле бараното. Страстите ги напуштаат не само верниците, туку и некои неверници, да си одат сите, освен една, која што ја оставаат сама, како некое врвно зло, кое што само по себе ги заменува сите останати, бидејќи таа е многу штетна, што е во состојба и од небото да не симне. Мислам дека никој не се сомнева во тоа дека демоните и страстите ја напуштаат душата или за известно време или за секогаш. Но малкумена ги знаат причините заради кои што тие не оставаат. Горивото на страстите се троши согорувано од божествениот оган, кој што ги искоренува од душата. Според мерата на искоренувањето на вештеството, душата се чисти и страстите се заминуваат, освен ако човекот со својот вештествено љубив живот и небрежност не ги привлече повторно. Демоните плански се повлекуваат, за да не направат невнимателни, тоа одеднаш да ја грабнат кутрата душа. Знам и за едно друго повлекување на зверовите. До него доаѓа кога душата конечно ќе се навикне на грев. Тоа е нешто слично како кога децата навикнати на доење и одбиени од дојка ги цицаат своите прсти. Знам уште и за пето бестрастие во душата, кое настанува од голема простодушност и пофална невиност. Го има кај луѓе кои личат на малите деца што се несвесни за својата голотија кога ги соблекуваат. Ним Бог праведно им ја испраќа својата помош, како оној кој ги спасува чистите по срце, спореди Псалм 7:11, и неосетно ги избавува од страстите. Во човекот нема зло или страсти по природа. Бог не е создател на страстите. Наспроти тоа, Бог на нашата природа и дарувал многу добродетели, од кои се особено јасни милосрдието, зашто и паганите имаат сомилост, љубовта, зашто и животните често плачат кога ќе ги разделат, верата, зашто неа сами од себе ја раѓаме, надежта, зашто ние зајмуваме, тргуваме и сееме, надевајќи се дека ќе се збогатиме. Ако љубовта, како што покажавме, е добродетел која што можеме да ја имаме според самата природа, а таа е врска и полнота со законот, спореди послание до Колосјаните 3:14 и послание до Римјаните 13:10, значи дека добродетелите воопшто не се далеку од нашата природа. Затоа, дека се засрамат оние што се повикуваат на својата наводна неспособност да постапуваат добро. Меѓутоа, има и надприродни добродетели. Чистотата, негневливоста, смирението, молитвата, бдеењето, постот, непрестајното умиление. На некој од нив не научиле луѓето, на други ангелите, а на некој пак самиот Бог Словото, учителот и дародавецот. Кога избираме меѓу две зла, треба да го избереме помалото. Или да ја прекинеме молитвата, или да го навредиме братот пуштајќи го да си оди без да му кажеме ни еден збор. Љубовта е поголема од молитвата. Молитвата е делумна добродетел, а љубовта е сеопфатна добродетел. Во една пригода,
додека уште бев млад. Дојдов во еден град и таму додека седев на трпеза, во ист момент ме спопаднаа две помисли. Помисла на стомакоугодување и помисла на славолюбие. Плашејќи се од последиците ако му попуштам на беснилото на стомакот, си дозволив попрво да ме победи славолюбието. Имено знаев дека кај младите демонот на славолюбието често го победува демонот на стомакоугодувањето. Така и треба. Кај светските луѓе корен на сите зла е сребролюбието. Спореди прво послание до Тимотеј 6:10, а кај монасите угодувањето на стомакот. Според својата промисла, Бог често кај духовните луѓе остава и некои мощни лесни страсти. Заради тие своји лесни и безгрешни страсти, тие се многу незадоволни со себе, со што го стекнуваат непропадливото богатство на смирението. Почетникот не може да достигне смирение ако не живее во послушание. Имено, секој самоук човек кој што без ничија помош совладал некоја вештина, ќе се смета себе си за исклучителен. Отците со право тврдат дека целиот действителен живот на монасите се состои од две главни добродетели – од пост и послушание. Постот ги истребува телесните страсти, а послушанието кое го развива смирението го утврдува успехот постигнат со помош на првата добродетел. Затоа и плачот има двојно дејство, како истребител на гревовите и како творец на смирението. На побожните луѓе им е својствено да му даваат секому кој што бара, да му даваат и на оној што не бара. Да не бараш пак возврат од оние што зелен и тогаш кога се во можност да го вратат за именото, им е својствено исклучиво на безстрастните. Никогаш не треба да престанеме да испитуваме каде се наоѓаме во однос на сите страсти и добродетели, на почетокот, на средината или на крајот. До сите демонски напади на нас доаѓа заради една од овие три причини. Заради сластолюбието, заради гордоста или заради зависта на демоните. Блажени се последните, себедни средните, а првите докрај непотребни. Постои известно чувство или можеби навика што се вика издржливост во маќите. Обземен од ова чувство, човекот веќе никогаш нема да се исплаши или да побегне од маките. Душите на мачениците, пронижени со тоа славно чувство, со лесноти им прекоселе и на најстрашните маки. Едно е чувањето на помислите, а друго бдеењето на думот. Колку што исток е далеку од запад, толку второто е повозвишено од првото, а и потешко. Една работа е да се молиш против помислите. Друго е пак да им противречиш. Сосем трето да ги омаловажуваш и презираш. За првото сведочи оној што повика Боже, дојди ми на помош и така натаму. Спореди Псалм 69:2. За второто, оној што рече ќе им возвратам на оние што ме навредуваат збор на противење. Спореди Псалм 118:42. И повторно, си не поставил како предмет за посмев на соседите наши. Спореди Псалм 38:8. Сведок пак на третото е оној што запеа занемев и не ја отворив устата своја. Спореди Псалм 38:2. И поставив стража на устните своји кога ќе стане грешникот против мене, и повторно го престапија гордите законот прекумерно, но од гледањето во тебе не отстапив. Спореди Псалм 118:51. Средниот често се служи со првиот начин, заради својата неподготвеност. Првиот уште не е во состојба да ги одбива непријателите на друг начин, а третиот плука на демоните. Според природата на нештата, невозможно е безтелесното да се ограничува со тело, но се е можно за Бога Создателот. Како што оние што имаат здраво сетило за мирис, можат да почувствуваат и сосем притаен мирис, така и чистата душа ги препознава кај другите како благоуханието што го добила од Бога, така и смрдливоста од која што самата совршено се ослободува
иако другите тоа и не го чувствуваат. Не можат сите да станат бестрасни, но не е невозможно да се спасат и помират со Бога. Нека не завладаат со тебе овие туѓинци, демоните, кои што сакаат да се впуштиш во испитување на несватливите тајни на Божјата промисла или на неговите јавувања на луѓето и потајно ти нашепнуваат дека Бог сепак гледа кој е кој. Тие помисли очигледно се рожба на гордоста. Постои демон на сребролюбието, кој што често глуми смирение, а постои демон на славолюбието, кој поттикнува на давање милостина, исто онака како што го прави тоа и демонот на сластолюбието. Ако сме чисти од последниве двајца демони, да не престанеме на секое место да вршиме дела на милосрдие. Некои рекоа дека демоните дејствуваат против демоните, но јас гледам дека тие сложно ја кројат нашата пропаст. На секој духовен подвиг, видлив или духовен, му претходи посебна намера и благородно тежнење со Божјо содејство. Ако го нема првото, не следи ни второто. Се под небото си има свое време, како што вели проповедникот. Спореди проповедник 3:1 и друго. Тоа се однесува и на она што го сочинува нашиот свет монашки живот. Затоа, ако сакате, ќе испитаме кои дејства на кое време најному му одговараат. Без сомнение за подвижниците постои време за почивка. Мислам на оние подвижници кои што току ја почнуваат борбата. Постои време за солзи и време за заледеност на срцето. Време за покорување и време за заповедање. Време за пост и време за јадење. Време за борба против непријателската сетилност и време кога сетилноста мирува. Време за душевна бура и време за тишина на умот. Време за тага на срцето и време за радост духовна. Време за зборување и време за слушање. Време за валкање, може би според гордоста, и време за исчистување, заради смирението. Време за војна и време за сигурен мир. Време за тихување и време за непречена работа. Време за непрестајна молитва и време за вршење на другите должности. Да не го бараме, значи, пред време она што ќе дојде во свое време, измамени од својата горделива ревност. Да не бараме лето во зима, ни жетва во време на сеидба, зашто постои време за сеидба на трудот и време за жетва на неискажливите дарови на благодатта. Ако за тоа не поведеме сметка, потоа нема во соодветно време да го добиеме ни она што на тоа време му припаѓа. Според несватливата Божја промисла, известни луѓе од Бога добија свет дар уште пред да се потрудат. Други за време на самиот труд. Некои по завршувањето на трудот, а некои најпосле во часот на смртта. Треба да се испита кој меѓу нив е посмирен од другите. Постои еден вид очајание кој што произлегува од многобројноста на гревовите, од оптовареноста на совеста и несносната тага, при што душата под товарот на прекубројните рани тоне и се дави во длабочината на безнадежност. А постои и еден друг вид очајание кој што не обзема од гордоста и високото мислење за себе, во кое оние што паднале мислат дека не заслужиле такво понижување. Кој внимателно ќе го испита едниот и другиот вид очајание, ќе најде дека меѓу нив постојат известни разлики. Во првиот случај човекот се предава на рамнодушност, во вториот тој очајува, но продолжува со подвигот, иако едното со другото не може да се усклади. Првиот вид очајание обично го лечат воздржанието и надежта, а вториот смирението и тоа никој да не се осудува. Не би требало да се чудиме или соблазнуваме гледајќи како некои луѓе говорат добро, а вршат зло. И онаа змија во рајот ја беше понела и уништила гордоста. Во сите потфати и подвизи, без оглед дали живееш како послушник или не, во видливите и во духовните, како образец и правило имај да испитуваш дали навистина постапуваш по Бога. Доколку како почетници започнеме некој подвиг, мал или голем, па забележиме дека во нашата душа не се зголемува дотогаш веќе стекнатото смирение, изгледа дека не го вршиме по Бога.
Кај нас, така незрели, сигурна потврда дека она што го правиме е во согласно со волјата Господова е токму смирението. Кај средните, веќе може би запирањето на внатрешната борба, а кај совршените зголемувањето и изобилието на божествената светлина. Едно е гревот, друго изоставањето на доброто, трето небрежноста, четврто страста, а петто падот. Кој во Господа е способен да го спознава тоа, нека го распознава. Некои над се го ценат чудотворството и видливите духовни дарови, не знаејќи дека постојат и многу повозвишени дарови кои што се сокриени, но токму затоа и слободни од пат. Кој совршено се исчистил, ја гледа дури и душата на ближниот, иако не душата како таква, точната состојба во која што душата на ближниот се наоѓа. Оној пак, кој што е само на патот кон исчистувањето, за состојбата на душата на својот ближен заклучува само врз основа на надворешните дејства. Малиот оган понекогаш изгорува цела шума, како што и сиот труд може да се изгуби преку една мала пукнатина. Понекогаш одморот на телото, кое што и е непријател на душата, ја оживува силата на умот наместо да го разгори пламенот на похотата. Понекогаш, напротив, истоштувањето на телото доживува до оживување на похотливоста, за да не се надеваме на себе, туку на оној кој што на непознат начин ја умртвува страста на нашето уште живо тело. Кога гледаме дека известни луѓе не сакаат со љубовта Божја, во нивно присуство треба особено да внимаваме на своето однесување. Ништо толку не ја разорува љубовта и ништо толку не предизвикува омраза како преголемата слобода во однесувањето. Окото на човековата душа е нешто толку духовно и прекрасно, што со исклучок на она што го поседуваат бестелесните битија, надминува се што може да се замисли. Затоа и оние што се обземени од страст често може да ги погодат мислите во душите на другите луѓе, благодарение на својата голема љубов кон нив. Особено ако самите не загазиле во телесни нечистотии. Но она што е невештествено, ништо не му е толку спротивно како вештественото. Оттука читателот самиот нека заклучи. Гатањето, кај оние што живеат во светот, се противи на верата во Божјата промисла, а кај нас на духовната мудрост. Душевно немоćните луѓе, посетата Господова и грижата која што Он ја води за нив, треба да ја видат во телесните тегови, опасности и надворешни искушенија. Совршените тоа ќе го видат во доаѓањето на Духот и во умножувањето на благодатните дарови. Постои демон кој што ни приоѓа штом ќе легнеме на посла и не обсипува со зли и нечисти мисли, за онака тромави, не вооружувајќи се против нив со молитвата, да заспиеме со валкани мисли и да сонуваме валкани соништа. Постои еден друг дух, наречен предвесник, кој што не прима веднаш по разбудувањето и ги валка нашите први мисли. Посвети му ги првините на денот на твојот Господ. Денот ќе му припадне на оној кој што прв ќе го добие. Еден одличен подвижник ми соопшти мисла што заслужува да се спомене. Секој според раното утро, јас веќе знам како ќе ми протече целиот ден. Многубројни се патиштата на побожноста, како што се многу и патиштата на пропаста. Затоа често се случува патот кој што за еден човек е добар, на друг да не му одговара, иако намерата и на едниот и на другиот му е угодна на Господа. Кога ќе се најдеме во искушение, демоните се борат да кажеме и да сториме нешто безумно. Ако пак не можат да не совладаат, се прикраднуваат тивко и незабележливо во душата, уфрлајќи ни фарисејска благодарност кон Бога. Спореди Лука 18:11. Луѓето што мислат на она што е горе на небото, горе и заминуваат со својата душа по смртта. А оние што мислат само на она што е долу, долу и одат. За душите што се раздвојуваат од телото не постои некое трето, средно место. Само едно создание Божјо, душата, доби битие во нешто друго, а не во себе самото. Чудно е тогаш како таа може да постои надвор од она што го добило битието.
Благочестиви ќерки се раѓаат од благочестиви мајки, а татко на самите мајки е Господ. Не би било неосновано истото начало да се примени и на она што е спротивно на кажаното. Кој е кукавица и нека не влегува во борбата, заповеда Мојсей, или поточно Бог, спореди пета книга Мојсеева 28 и книга Судии 7.3. За последната прелест на душата да не биде полоша од првиот пад на телото. И право е. Светлина за сите членови на телото се телесните очи, а духовна светлина за сите божествени добродетели е расудувањето.